Ништо тајно на овој свет не останало и ништо тајно нема да остане што се случи со изборниот инженеринг насочен против коалицијата Храбро за Македонија. За жал се случи еден инженеринг во кој што одредени структури овде од Државната изборна комисија, значи за жал вклучена и Државната изборна комисија, каде што само од 3 места ни се скратени повеќе од 600 гласови и тие исти гласови се префрлени на други политички партии. Ова само кажува колка беше голема оваа кражба за време на овие избори и ова само покажува дека овој начин на крадење на гласови од помалите политички партии кои што немаат наблюдувачи на гласачките места е правено и во претходните изборни циклуси и е додавано практично пратеници на други политички партии. Што би рекол поранешниот министер за капитални инвестиции на Србија Велја Илич, да крадуцкате помало па да вас разумем, али многу прекрадете. Овде покажува како само од 3 места се украдени преку 600 гласови и тоа е во изборна единица број 2, во изборна единица број 1 и во изборна единица број 6. За оваа нечесна работа, изборна единица број 5, за оваа нечесна работа, што е направено? Ќе поднесеме тужба до Управниот суд и ќе поднесеме кривична пријава против председателот Даштевски, како одговорно лице во правното лице, значи председателот на Државната изборна комисија, кој што дозволил да на ваков начин се крадат од одредени политички партии гласови, а во исто време се префрлаат на други политички партии, со тоа практично е зголемуван нивниот квантум на гласови, се со цел да се добие повеќе пратеници, а пак политички партии кои што пледираат да земат пратеник да им се оновозможи земање на гласовите на овој изборен циклус. Нашите информации говорат дека овој инженеринг е правен и за време на претседателските избори, како и за време на парламентарните избори, а значи оваа нивна усталена навика и овој начин на крадење на гласови е правен и во претходните изборни циклуси, што значи дека е ова голем срам за Државната изборна комисија, како едно тело кое што ги регулира изборниот циклус и кој што е задолжен за фер и демократски избори, да се вклучи во ваква нечесна работа, мора ова да заврши со правна одговорност за сите оние кои што се вклучени во оваа работа. Сега, мои колеги, ќе ви покажат на секој избирачко место колку гласови, еве, да почнеме од колешката Добрила Доноска, значи можете да видите. Добрила Андоновска, носител на листа на коалицијата Храбро за Македонија во прва изборна единица. Се гледа од ова приложението дека само на едно место во општина Чаир од 217 гласови на записникот, од их е објавено дека сум добила, односно ме гласале 28 граѓани. Еве сега, исто така, следите единица 2. Значи, да нема забуна, станува збор повторно за Чаир. Чаир како општина е поделена во 2 изборни единици, изборна единица 1 и изборна единица 2. Во изборна единица 1 има 52 избирачки места, а во изборна единица 2 има 36 избирачки места. Од тука, значи, по записникот имаме 248 гласа, а во финалните резултати на Државната изборна комисија имаме 21 глас, што значи дека е употребен делител 12. Во случајот на Добрила е употребен делител 7, кај Самка во изборна единица 5 е употребен исто така делител 7. Внимавајте овде што е интересно. Кој имаме скриншотот, веднаш после полноќ, во 1 часот и 50 минути, резултат од Државната изборна комисија 182, а веќе истиот ден, во 18 или 17-16 сати, имаме 22. Тоа значи дека е направен класичен изборен инженеринг. Ова се сврсти материјални докази, станува збор за упад во изборни резултати. Делата против избори се кривични дела кои што не застаруваат и сакам да знаете дека серија на адвокати, група на адвокати работи за
проценка на серија од кривични дела. Кривичната пријава ќе биде против председателот на Државната изборна комисија, но не е исклучено да биде и против целата Државна изборна комисија, затоа што станува збор за упад во софтверот. Ако овдека е применет истиот Dominion модел 2020 година, кога го презема од 12:20 некој актуиран центар на моќ целиот систем и ги масакрираше изборните резултати, го киднапираше софтверот и ги штелуваше како што сакаат, истото тоа се повторува и сега на овие избори 2024 и на председателските и на парламентарните избори.